2,5 месеци пратениците во Собраниската комисија за избори и именувања размислуваа и на крај одлучија кои 7 кандидати да ги предложат на пленумот за 7 столчиња во Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Епилогот изгледаше вака. ВМРО ДПМН предложи тројца, двајца кандидати дојдоа на предлог на коалицијата Вреди и по еден од ЗНАМ и од СДСМ. Ги предлагам следниве кандидати: Виктор Павловски, Сашо Стефановски и Петар Ѓуровски. Кој е за? Како наши предлози, значи, одиме Афрона Врзиволи и Нафие Селмани. Од ЗНАМ ја предложија Цветанка Миновска, а од СДСМ Гордана Мајнова. И случајно или не, секој од 7 кандидати помина со ист број гласови. Со 10 гласови за, констатирам дека Комисијата за прашања на избори менувања ги усвои предлозите. Пратениците од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, немаа дилема што се случува и ја напуштија седницата. Пред нас имаме листа со луѓе кои не ги исполнуваат предвидените услови по закон. Затоа нема зошто да земаме учество во ова претходно наместена игра од страна на политичките партии. А зошто е важно кој ќе биде член на Советот? Агенцијата за медиуми е регулаторно тело за телевизиите и радијата, а Советот на Агенцијата, меѓу другото, решава за доделување и одземање на дозволите за телевизиско и радио емитување, одобрува промена на собственичката структура на медиумите, решава за постоење недозволена медиумска концентрација и ги избира директорот и заменик директорот на Агенцијата. Во биографиите на 7 кандидати селектирани од комисијата, кои се достапни на интернет страницата на Собранието, може да се прочита дека има снимател, монтажер, продуцент, 2 економистки и новинарка. Конкуренција им беа уште 15 други пријавени на јавниот оглас, кои ги исполнуваа условите, но отпаднаа, иако некои имаа далеку побогата биографија и искуство во областа. Сите овие околности беа причина за остра реакција од Сдруженијето на новинари на Македонија. Се создава некоја перцепција дека партиите претходно имале, да речеме, состанок, се договориле тие кандидати да бидат предложени, да бидат усвоени без некоја посебна дискусија и на тој начин се затвори оваа приказна. Навистина, разочарува фактот што не видовме мерит систем во однос на селекцијата. Тоа што значи? Значи дека кандидатите се предложени, меѓутоа тука има можеби некој систем на бодување. Зошто тој кандидат или таа кандидатка е подобра од некој друг? Во овој контекст, ако се прегледаат практично и снимките од таа седница, ќе се констатира дека намерата беше да се изберат оние што претходно биле договорени од страна на политичките чинители, со цел да се затвори ова прашање и се преиде понатаму. Критиките на ЗНМ сериозно ги свати меѓународната заедница. Од амбасадата на Германија, земја која што туку заврши твининг проект со Агенцијата за медиуми за 360 степени, изјавија: политички независни, слободни и висококвалитетни медиуми се столбот на една силна демократија, а професионалниот надзор на медиумите, според стандардите на ЕУ, има централна улога во тоа. Кога медиумските работници изразуваат остра критика за постапката за назначување во Советот на АВМУ, тогаш тоа мора да биде повод за загриженост. Бидејќи за да може да ја исполни својата улога, не смее да се појават сомнежи дека Советот располага со соодветните стручни компетенции и дека може да одлучува независно. Одговорност на Собранието е да го обезбеди тоа. Општествата се онолку силни колку што се силни нивните јавни институции. Силата на институциите пак варира во зависност од компетенциите и интегритетот на нивните вработени. Политичките партии во земјава со право секогаш одново го нагласуваат значењето на назначувањата според компетенциите. Ваквата заложба е тогаш веродостојна кога е постојана водилка во сите постапки за именување. Дека процесот бил партизиран и несоодветен е став и на дел од експертската јавност. Луѓе кои имаат поголемо знаење да влезат во процедурата на гласање. За Снежана Трпевска од Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС, првиот сигнал дека процедурата не оди во добра насока бил видлив уште на јавното сослушување на кандидатите. Организирањето јавна расправа за кандидатите треба да биде организирана на таков начин да чуеме што тие кандидати
имаат намера да направат поглед на некои жешки точки, да речеме, во аудиовизуелниот сектор. Каква е нивната замисла, каква е нивната визија. Оваа јавна расправа беше претворена по мене во пародија, затоа што организациите кои дава препораки за кандидатите, единствено тие можат да зборуваат за кандидатите и да ги фалат и да објаснуваат зошто ги препорачале, а сите други присутни на јавната расправа нема можност да им поставуваат прашања на кандидатите. Трпевска, која беше дел од процесот на избор од самиот почеток и која имала увид во биографиите на кандидатите, вели дека дел од оние што отпаднаа имаат богато искуство и се докажани во фелата. Факт е дека мандатот на актуелниот совет е одамна поминат и дека досега не можеше да се стигне до нов поради тоа што со законски измени од 2018 година се воведе двотретинско плюс Бадентерово мнозинство за избор. Но, вели Трпевска, тоа не може да оправда партиски калкулации. Консензусот треба да биде за тоа да се изберат независни и стручни кандидати. Значи, прв критериум требало да им биде во договарањето кои се тие луѓе кои ги задоволуваат од аспект на знаење, работно искуство, образование, кои се тие навистина стручни лица што треба да бидат избрани таму. Тоа треба да биде критериум за договарање меѓу партиите, за да може со двотретинско мнозинство. А ова сега беше претворено, ова договарање беше претворено, ние ќе гласаме за вашите кандидати, вие за нашите кандидати. Се уште постои интерес да се влијае врз регулаторното тело. Најмногу критики меѓу дел од политичката, но и стручната јавност имаше за кандидатките на Вреди, Афрона Врзиволи и Нафие Салмани. Законот забранува членовите на Советот на Агенцијата за медиуми да бидат лица кои извршуваат должност во политичка партија или пак биле членови на раководни органи на политички партии во последниве 10 години. Врзиволи летоска беше именувана за главен ревизор на ИПА фондовите како кадар на Вреди. Но по реакциите од ЕУ и притисокот од јавноста дека таа го нема потребното искуство и ревизорски сертификат, беше разрешена. Салмани пак била член на председателството на Алтернатива, а се најде и на листата за пратеници од Вреди. Сепак го минаа првиот филтер. Па став за изборот на кандидатите побаравме од опозицијската СДСМ и од владеачката ВМРО ДПМН. Повторно, случајно или не, од двете партии имаа речиси идентичен одговор. Зошто се решивте за партиски пазар наместо избор на професионалци во тело кое по закон треба да биде независно? Па не би се согласил затоа што мандатот на членовите на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги беше изминат повеќе години. Во собранието беше спроведена соодветна постапка, беше објавен и оглас за да биде донесен и усвоен предлогот на членови за АВМУ, тоа потребно е двотретинско мнозинство и Бадентерово мнозинство. Ве уверувам дека Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги ќе добие квалитетен состав. Во тој дел имаше јасни забелешки од страна на Европската комисија дека членовите кои што се дел од тој совет и од таа агенција им истечен мандатот, се со цел да направиме една функционална агенција, една функционална целина, сметавме дека во овој момент е подобро да се изберат. Дури и ако не се професионалци во прашање, бидејќи свесни сте за укажувањата на еснавските здруженија дека станува збор за луѓе кои што не се најдобрите од предложените. Имаше расправа во собранието по тоа прашање, мислам дека пред неколку месеци се разговараше за тоа и ние сме на ставот дека во моментов е потребно да има полн состав тоа комисија. Димитриевиќ вели дека СДСМ функционира како конструктивна опозиција подготвена за консензус, а на прашањето до пратеникот Левков од ВМРО ДПМН дали би ги гласал селектираните кандидати и покрај реакциите на новинарската фела, дел од експертите, а сега и од меѓународната заедница. Тој вели: Доколку остануваат истите оние докази нели кои што ги разгледавме истиот оној состав, да, ќе ги гласаме доколку настанат одредени промени, се разбира, може да се влезе во процес на ревизија. Веќе има пример кој укажува дека околностите може да се сменат. Пред околу 2 месеца комисискиот филтер го поминаа и кандидатите за Советот за граѓански надзор на следењето на комуникациите. И во тој случај, наместо докажани експерти во областа, беа избрани луѓе со партиски бекграунд.
По реакциите, вклучително и на меѓународната заедница, која со години ја помагаше реформата на безбедносно-разузнавачкиот систем, пленумот во собранието никогаш не ги избра предложените кандидати. Дополнителна пречка за изборот на членовите на Советот на Агенцијата за медиуми се и законските одредби. На власта ќе треба СДСМ, бидејќи за избор е потребно двотретинско мнозинство. А ќе им треба и барем некој од Европскиот фронт на ДУИ, за да се стигне до Бадентерово.